на Канал 8, добродојдовте. Загаденоста на воздухот во Кочани и понатаму бележи недозволено ниво на штетни честички, а испитувањата што ги нарача општината покажале дека компанијата Paper Mill не е единствениот причинител. Регистрирани се и други компании кај зоната лесна индустрија, кај кои има одстапувања од дозволените вредности при испуштањето чад во воздухот. Нови загадувачи на воздухот во Кочани се регистрирани по испитувањата што кон крајот на ноември ги направила независна лабораторија, што беше избрана со тендерската постапка што ја организираше локалната самоуправа на Кочани. Добиените резултати покажуваат дека концентрацијата на PM10 честичките останува висока во старата индустријска зона, каде при мерења и во услови кога не работи компанијата Paper Mill има одстапување од граничните вредности. При тоа се регистрирани над 84 микрограми на кубен метар, што е за 35 микрограми повеќе од дозволената вредност. Меѓутоа и во зоната лесна индустрија на улицата Крижевска е измерена концентрација на PM10 честички од 52 микрограми на кубен метар. Во периодот од 25 до 27 ноември на неколку локации во Кочани се извршени мерења и анализи во животната средина на емисии во воздухот, стационарни извори на загадување и на концентрација на прашина, односно PM10 честички во амбиенталниот воздух. Кај 4 правни субјекти се направени мерења на концентрацијата на загадувачки супстанции во отпадните гасови од емитер, односно од оджак, како и чадно-катрански број, што се создаваат при работа на котел за потребите на производствениот процес. Кај два од правните субјекти е регистрирано одстапување од граничните вредности, стои меѓу другото во лабораторискиот извештај. Добиените податоци од испитувањата ќе бидат испратени до надлежните државни институции за да преземат соодветни мерки. Онаму каде што ингеренциите се на општина Кочани ќе постапува општинскиот инспектор за животна средина. Комплетните лабораториски извештаи се добиени со мерката за контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на животната средина, реализирани преку општинската програма за заштита на животната средина за 2020 година. Истите резултати и се достапни и на граѓаните на Кочани преку веб страницата на општината. Неколкуте потечки кражби на трговски и други објекти не ја нарушуваат состојбата со јавниот ред и мир во Кочани. Според Оделението за внатрешни работи, случаите се расчистуваат и ќе се превземат соодветни мерки пред судските органи. Во последните неколку седмици не се регистрирани поголеми нарушувања на јавниот ред и мир во општина Кочани и покрај тоа што е регистриран пораст на бројот на криминални дела. Според информациите од Одделението за внатрешни работи во Кочани, за сите нив се водат соодветни постапки и наскоро тие треба да бидат комплетирани. За безбедносната состојба и воопшто за почитувањето на законските одредби стана збори на седницата на Советот на општината што се одржа во средата, а на која една од точките беше полугодишниот извештај од работата на полициските органи на локално ниво. При тоа дел од прашањата од советниците произлегува и од последните информации за извршени кражби на трговски објекти во Кочани. Ние мораме да презиваме мерки и активности за да можеме да ги превенираме и одреден дел и да ги документираме, да ги сузбиваме, да ги документираме и да ги процесираме до надлежните судови и обвинителства. Состојбата не е алармантна, него е во рамките на очекуваното. Затоа што ние како орган за внатрешни работи, тие работи ни се предвидени на нас. У смисла дека се очекувани. Сега, дали е многу зголемена или е малку, статистиката вика дека е во границите. Статистичките податоци со кои ние располагаме. У овој момент и вчера и завчера сериозни мерки преземаваме и дел од тие сторители што ги ние имавме како сторители, тие се веќе откриени, детектирани и се преземат мерки на расветлување на тие кривични дела. Ако сакате за трафиките, тие 3 трафики што беа, односно 2 што беа у последен момент и по медиумите имаше дека се оштетени. И тука имаме напредок у таа работа и мислам дека до крајот на денот или утрешниот ден ќе имаме и конкретни
активности со кои ќе можеш да се излезе у јавноста. Исто така и у дело на недозволена трговија со дрога имаме и тамо напредок, така да мислам дека сигурен сум дека состојбата е поволна и дека со едно добро засилено темпо бореме се против тај вид на криминал. Според извештајот што Одделението за внатрешни работи го достави до Советот на општината, обемот на класичниот криминалитет што е регистриран на подрачјето на општина Кочани во текот на првото полугодие од оваа година во споредба со минатата бележи пораст од 49%. При тоа, во областа на криминалитетот регистрирани се вкупно 295 кривични дела, за кои се поднесени 269 кривични пријави. Кај регистрираните кривични дела од оваа област најзастапени се имотните деликти, односно 214. Во првото полугодие од оваа година прибрани се и основани сомненија дека како сторители на делата кривично се пријавени 234 лица. Од нив 217 биле полнолетни, 17 се малолетни, а 9 се деца. Жителите на село Лаки Виничко добија асфалт на уште една улица во должина од 600 метри. Вредноста на инвестицијата е близу 4 милиони денари. Заврши асфалтирањето на улица во село Лаки во должина од 600 метри, со што се поврзува Горно Мало со Долно Мало во селото. Вредноста на оваа инвестиција е 3.990.220 денари, од кои 2 милиони денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, а останатите финансии се обезбедени од буџетот на општина Виница. Инаку, општината Виница во последните неколку години значително работи на подобрување на инфраструктурата и изградба на канализации во селата. Ланската година, со цел подобрување и улеснување на интерната комуникација и сообраќајна поврзаност меѓу жителите на село Лаки, општина Виница на нивно барање работеше на реконструкција на постоечкиот мост во горниот дел од селото, но и на изградба на нов мост кој овозможи брз и непречен пристап до селската црква. Понатаму се работеше и на санација и реконструкција на мостови и во селата Пеклани и Истибања. За селото Лески пак, каде што значително се работеше во последните 2,5 години, реконструиран и проширен е патот од Виница до селото Лески. Асфалтирана е улица во сокак Мало, направена и пуштена е училница за рандетски развој, направена е канализациона мрежа на 2 улици, нов слој асфалт во центарот на селото Лески во должина од 400 метри. Неодамна пуштен е и проектот за поврзување на водоводната мрежа на селото Лески со Виничкиот водовод. Проект вреден повеќе од 250.000 евра, информираат од општината. Локалната самоуправа на Кочани ќе организира акција за пошумување на локацијата Пресечена скала во околината на градот. Активноста е дел од мерките за заштита на животната средина и за обновување на шумскиот фонд, што е оштетен со создавање на диви депонии. Општина Кочани ги продолжува активностите за заштита на животната средина и за збогатување на шумскиот фонд во околината на урбаните средини. Во тие рамки, в петок на 18 декември, со почеток од 12 часот, во соработка со јавното претпријатие Национални шуми, локалната самоуправа ќе реализира акција за пошумување. Во акцијата ќе учествуваат вработените во општинската администрација, а поканети се и членовите на Советот на општината. Пошумувањето ќе се изведе во местноста Пресечена скала, над фабриката за вода, каде е планирано да се засадат околу 2000 садници од бор и багрем. Акцијата за пошумување на овој потек представува дел од континуираните напори на општината да се подобри зелената маса, но истовремено и да се намали просторот за создавање диви депонии. На крајот на минатиот месец општина Кочани исто така организираше акција за пошумување на оголените површини во атарот на селата Бели и Лешки, кои минатото лето настрадаа во голем шумски пожар. Со оваа акција беа опфатени 2,5 хектари, на кои се засадија садници од багрем и црнбор, а приоритетна цел беше да се санираат локациите каде има најголеми оштетувања од огнената стихија и да се спречи ерозија на земјиштето. Од 18 декември угостителите ќе работат до 18 часот.
Забранети се прославите и собирите по плоштади. Ова се новите рестриктивни мерки што по препорака на Комисијата за заразни болести ги усвои владата за спречување на ширењето на COVID-19 за време на предстојните празници и Нова година. Од 18 декември почнува примената на рестриктивните мерки што ги донесе владата по препорака на Комисијата за заразни болести. Со мерките кои ќе бидат во сила до 20 јануари идната година, работното време на угостителските објекти се скратува до 18 часот, а се забранува и организирање и одржување прослави за предстојните новогодишни и верски празници. Мерките не дозволуваат ниту организирање нова година на отворен и затворен простор од физички и правни субјекти. Ова се однесува и на јавните институции, поради што на општините и на сите организации основани од локалната самоуправа им се укажува дека освен што е забрането секакво групно собирање и организирање прослави по повод предстојните новогодишни и верски празници, треба да се откажат и прославите што се веќе евентуално закажани. Во рестриктивните мерки е вклучена и забраната за хотелите за организирање прослави по повод предстојните новогодишни и верски празници. И тие, ако веќе имаат организирано новогодишни прослави, треба да ги откажат. Во угостителско-сместувачките објекти, хотели, мотели и хостели и нивните ресторани се ограничува работното време до 21 часот. Тие ќе може да работат исклучиво за пансионските гости и само за време на послужување на оброците. Се ограничува работното време и во кафетериите, баровите и шанковите во угостителските сместувачки објекти до 18 часот. Со новите мерки се забранува и изнаемувањето викендици и други туристички капацитети за сместување, за групно собирање и организирање прослави по повод предстојните новогодишни и верски празници, освен за лица од едно исто семејство. Онлайн средба со ученици и професори од Полско училиште остварија учениците, менторите и одговорните во Средното училиште Љупчо Сантов. Активноста е дел од проектот на Еразмус Плюс програмата. Учениците и професорите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов заедно со менаџерскиот тим на училиштето организираа онлайн средба со ученици и професори од училиште во Полска, партнер од новиот Еразмус Плюс проект Јас сум херој, здрав, образован, одговорен, со отворен ум. На средбата присуствуваа ученици од трета година, заедно со координаторите на проектот Весна Кушевска и Ана Колојджиевска, професорите по англиски јазик Сања Божиновска и Агнешка Бернадзук и директорот Игор Христов. Темата на часот е новогодишните празници, на која на англиски јазик учениците дебатираа како ги прославуваат празниците во својата држава и за плановите во однос на предстојните новогодишни празници. Тие дискутираа за традицијата во нашата држава, за подароците, за времето кое го поминуваат заедно со своето семејство, како и за храната која е дел од божикната трпеза. Беа прашани како се справуваат со пандемијата со COVID-19 во својата држава и како планираат да ги поминат празниците во овие новонастанати услови. Учениците споделија интересни искуства, а секако овој начин на соработка ќе продолжи и понатаму, истакнуваат од училиштето. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.